Поздрав од училница. Јас сум Гордана Икономовска, оделенски наставник од Основното училиште Круме Кепески, Скопје. Денеска ќе изработиме содржина по предметот Природни науки за прво оделение. Именување делови на телото. Повторување. Од оваа содржина треба да знаеш самостојно да препознаеш и именуваш делови на човечкото тело, да ги посочуваш на своето тело. Веќе ги знаеш деловите на телото. Ги учеше на минатиот час. Ајде сега да ги повториме заедно. Најгоре на нашето тело се наоѓа главата. На главата предниот дел се вика лице. Труп кој што е составен од преден и заден дел. Стомак и грб. Рамо, дланка. Лакотот се наоѓа помеѓу рамото и дланката. Бут, колено, подколеница и стапало. Да ги повториме деловите на главата. Најгоре се наоѓа со кафеава боја коса. Потоа, со она што гледаме, очи, со органот што слушаме, уши, мирисаме со нос, а најдолу е брадата. Ова розовото што го гледаме е јазик, белото се заби, а тие се наоѓаат во нашата уста. Имаме две веќи. Да ги повториме деловите на раката. Рамо, под рамото има пазува, делот кај што се свиткува се вика лакот и зглоб. Црвената стрелка ни покажува палец, а сите 5 заедно се прсти. Палецот е дел од 5 прсти и ја сочинуваат дланката. Да ги повториме деловите на ногата. Бут, колено, лист, подколеница, глушт, кај што се свиткува, пета, стапало, кое што е составено од прсти и најдолниот дел се вика табан. Ајде сега да слушнеш асоцијации, а потоа погоди кој дел од телото се крие. Од нив се гледа кога си среќен или тажен, кога си налутен или си важен. Од нив знае и љубов да се точи. Тоа се твоите размисли. Тоа се твоите очи. Одиме на следната асоцијација. Бисери бели има реда 2. Сладко, слано, топло, луто вкусува. Твојата уста.
Да ја слушнеме следната асоциација. Со нив лице си миеш, коса си триеш, црташ, пишуваш без маки, тоа го правиш со твоите погодуваш со твоите дланки. Кога трчкаш по ливада низ утринска роса, со цветови ја китиш, твојата лелејава, разбушавена. Погодуваш твојата коса. Од дома до училиште и до кај другарката Розе, растрчано те носат твоите. Погодуваш ли твоите нозе? Браво! Продолжуваме да се проверуваме во знаењата кои што сме ги стекнале за деловите од телото. Погоди. Кој дел се крие зад прашалникот кој што се наоѓа зад облачињата? Покажана ни е косата, увото, уста, дланка, стомак. Но ајде сега погоди. Кој дел од телото се крие зад ова зелено облаче? Погледни ја стрелката. Погодуваш. Одговорот го знаеш сам. Кој дел се крие зад синото облаче? Прашалникот крие некој дел. Потоа, прашалникот зад црвеното облаче. Кој дел го крие? Розевото облаче ни покажува прашалник за еден дел од еден наш дел од телото кој што секојдневно многу го користиме. Прашалник. Уште еден и последниот. Погледни ги добро стрелките. Еве уште една слика за да се провериме. Но сега облачињата нема да одат редоследно, туку наизменично. Посочени ни се деловите. Чело, коса, веќи, очи, уши, нос, уста, која во себе има заби и јазик. Гради, стомак, кои се наоѓаат на предниот дел од трупот, и сега ти треба да погодиш зад облачињата кој дел се крие. Жолтото облаче ни покажува прашалник од долниот дел на телото. Зеленото облаче ни покажува дел од телото на нашето лице. Виолетовото е најдолниот дел од нашето лице. Портокаловото ни покажува еден дел од телото со кој што постојано ние одиме, стануваме, чучнуваме. Сигурно го погодуваш. И последното облаче ни покажува дел од главата. Погоди кој. А сега да направиме еден квиз.
Да видиме колку ги препознаваме деловите. Имаме слика на која што е покажано нога, стапало, дланка, грб. Кој е точен одговор? Нога, стапало, дланка или грб? Точен одговор е дланка. На оваа слика гледаме лакот, стомак, прст, глава. Кој е точен одговор? Точен одговор е глава. На оваа слика гледаме грб, нога, прст, стапало. Погоди кој дел е покажан. Точен одговор е грб. На сликава гледаме лакот, колено, дланка, бут. Лакот, колено, дланка, бут. Точно е дека гледаме колено. На оваа слика погледнете што покажува стрелката. Кој дел од телото е? Коса, лакот, уво, прст. Точен одговор е лакот. На оваа слика стрелката ни покажува друг дел од телото. Рамо, уста, стомак, глушт. Погледнете ја стрелката. Точен одговор е рамо. Слика која што покажува дел од тело кој се вика стапало, прсти, коса или дланка. Размисли, кој дел го покажува сликава? Точен одговор е стапало. На оваа слика гледаме рамо, глушт, лакот, уста. Точен одговор е уста. Прикажана е сликичка со нос, коса, лице или врат. Кој е точен одговор? Точен одговор е лице. На следнава сликичка прикажано е врат, раце, труп или нога. Размисли,
Кој е точен одговор? Точен одговор е труп. Една самостојна работа која што ќе треба да ја изработиш при добро разгледување на посочените сликички. Изброј по колку дела имаш од секој дел на телото и одговори. При тоа, можеш и на своето тело да си ги покажеш тие делови и да ги изброиш. Колку имаш глава, рамена, нос, колку стапала, колку очи, колку уши, уста, колку прсти на дланките и колку нозе. А потоа, во слободно време, нацртај го ова дете. А во правоаголникот со стрелката нацртај кој дел го покажува посочената стрелка. Драго другарче, ако точно ги одговори сите прашања, тогаш ти одлично си ги научил деловите на телото. Браво! Довидување до следното повторување.